треба да се објасни прекаријатот, доаѓа од самиот факт што ние стануваме прекаријатно општество, односно општество во кое таа социјална група станува доминантна. Значи тука би влегле и оние што работат на одредено време, како што беше речено, или што имаат несигурен работен однос, меѓутоа влегат и оние што се невработени, кои постојано конкурираат, кои живеат на сметка на некој друг и така натаму. И оние кои се чувствуваат несигурни, а се во редовен работен однос. Значи тоа е една огромна маса која веројатно обликува некаков специфичен интерес кој е гонета од стравот, од на социопсихолошка ситуација и која реагира на начин на кој реагира уплашениот човек во општеството. Значи е подложен на политички манипулации, подложен на голема економска експлоатација, ако така се уште не е дел од некаква организирана сила или не влегува во ничија идеологија. Ако гледаме дека никој ни една политичка партија не ја споменува како дел од општеството, иако таа станува доминантна и искрено речено мислам дека ги одлучува политичките избори последните години кај нас. Ако зборуваме така генерално, мислам дека само власта е свесна за она што значи прекаријат и едноставно таа го злоупотребува тој факт. Тоа значи ги купува гласовите за 500 денари на секој избор, значи луѓето одат по систем да купат ден, па и изборниот ден е еден таков ден. Значи ќе го оној што ќе ми понуди повеќе тој ден, јас ќе гласам за него. Мислам, значи го купува денот, а не гласа за својот избор. Мислам дека се уште не е дојдено време да влезат во политичките програми. Ние еве сега гледавме дека се споменува средна класа и така натаму. Не, доминантна е прекаријатната класа. Значи, ако збориме дека 60% според последните пресметки на Социјалдемократскиот сојуз, 60% од населението троши онолку средства колку што троши 10% најбогатиот слој. Значи, тоа е тука треба да се бара и стратегијата и програмата и целите на било која опозицијна партија. Без тоа, без понуда некаква политичка за таа една групација која не е сосема дефинирана, нема да имаме некаков успех на секој следни избори. Инаку мислам дека власта свесно ја создава таа класа, дури и меѓу вработените, со тоа што го протежира вработувањето на одредено време или замолчува за него. Дури и се согласува некаде како во Дрексел Мајер или други фирми, што сега доаѓаат, ги привлекува како странски капитал, да им ги плаќа придонесите. Че ние имаме ситуација да формирате специјални зони, да во тие зони донесете инфраструктура за сметка на сите даночни обврзници и на крајот на краиштата да му ги плаќате и придонесите на тој газда што доаѓа и да тој да си дозволи да биде да ви плати 150 евра, да ќе да го плати само оној минимум што законот не дозволува да биде платен под тој минимум. И тоа е вистината за која треба да се говори. Пробавме на трибината да ги лоцираме проблемите. Проблемите би биле во принцип 2 или 3. Значи прво е големото чувство на страв кај нашите работници, значи мора наспроти реалниот страв да се идентификува неразумниот страв или фобијата, а кај нашите работници има голем неразумен страв, значи покрај разумниот страв, тоест фобија. Треба да се работи на надминување на не само на стравот, туку и на фобијата кај нашите работници. Второ, мора да се врати вербата во колективната акција. Значи во Македонија нема доволна верба дека преку колективна акција во здруженост со другите може да се направи разлика и на таа верба мора да се работи кај враќање кај работничка класа да има таа верба и трето да се работи на свеста да се промени во делот дека сите други се повикани да го решаваат мојот проблем освен јас самиот. Значи, таа свест е доста расширена кај македонските работници и често тие чекаат од страна на синдикатите, од страна на инспекторат на труд, од страна на политичките партии да го решат нивниот проблем, притоа без самите да придонесат во решавањето на сопствениот проблем. Таа свест, таа убеденост мора да се надмине и секој мора пред се самиот да проба да види што може да направи самиот заедно со останатите своји колеги во одбраната на своите права.